Второзаконие 10 глава. Да се подсетиме на стихови кои што и минатиот пат ги прочитавме. Од тука ќе продолжиме. Второзаконие или 5 Мојсиева 10 глава. Значи 10 глава, 5 Мојсиева. 12 и 13. И така Израеле, што бара Господ твојот Бог од тебе? Само тоа да се боиш од Господа, својот Бог, да одиш по сите негови патишта, да го љубиш и да му служиш на Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа. Да ги пазиш Господовите заповеди и неговите закони, што ти ги давам денес за твое добро. Во 11 глава, 8-9 стих. Затоа пазите ги сите заповеди, што ви ги наредувам денес, за да бидете силни, па да ја земете во собствено земјата во која одите, да ја освоите. Најпосле, за да живеете долго во земјата за која Господ им се заколна на вашите татковци дека ќе им ја даде ним и на нивното потомство, земјата во која што течет мед и млеко. И од 13 стих, малку повеќе овде стихови сега ќе прочитам. Затоа, ако навистина ги послушате заповедите што ви ги давам денес, и ако го љубите Господа својот Бог, и ако му служите со сето своје срце и со сета своја душа, ќе и давам на вашата земја дожд во право време, на есен и на пролет, и ќе можеш да ги собираш своето жито, своето вино, своето масло. Ќе му давам трева на твоето поле за твојот добиток, така ќе јадеш и ќе бидеш сит. Внимавајте, да не биде заведено вашето срце, да не тргнете по грешен пат, да не им искажувате почитување на други богови и да не им се клањате. Зашто тогаш, во таков случај, Господ ќе пламне со гнев против вас, ќе ја затвори небесата, ќе нема дожд, земјата не ќе дава род, и вас ќе ве снема брзо од таа добра земја пред Господа, земја што Господ ви ја дава. Вложете ги овие мои зборови во своето срце, во својата душа, врзете ги како знак на својата рака, нека ви бидат како знак меѓу очите. Поучете ги на нив и своите синови, изговорувајте ги кога седите во својата куќа и кога одите патем, кога легнувате и кога станувате. Напишете ги на довратниците на својата куќа и на својата врата, за да бидат вашите денови, деновите на вашите синови, во земјата за која Господ им се заколна на вашите татковци, дека ќе им ја даде бројни, како деновите на небесата над земјата. Ако ги држите верно сите овие заповеди, кои ви ги наредувам, ако ги вршите и ако го љубите Господа својот Бог, ако одите по сите негови патишта и ако се прилепите цврсто до него, Господ ќе ги протера од пред вас сите народи и вие ќе завладеете помногубрни, посилни народи од себе. Секое место на кое што ќе стапне вашата нога ќе биде ваше, од пустината и од Ливан, од реката Еуфрат. До западното море ќе се тегне вашето подрачје. Никој не ќе се одржи пред вас. Господ вашиот Бог ќе внесе страв и трепет по сета земја во која што ќе стапнете, како што ви рече. Гледајте, денес ви нудам благослов и проклетство, уште ова. Благослов да ги слушате заповедите на Господа, ако ги слушате всушност заповедите на Господа, вашиот Бог, што ви ги давам денес, а проклетство ако не ги слушате заповедите на Господа, својот Бог. Туку се отклоните од патот што ви го одредувам денес, па тргнете по други богови што не ги познавате. Многу убав дел од писмото, кој што кажува секако вовет на она што ќе го зборуваме. Значи, не благослов на полето, не благослов во добитокот, во берикетот, во домовите, комплетен благослов. Сите ќе бегаат од вас, ќе им е страв, кај што ќе стапнете, тоа ќе биде ваше. Неверојатно е кога Господа го имате за себе, не? Но само ако сме послушни. Во кратки црти, ова што го читавме е послушен народ, благословен народ. Најкратко кажано, послушен народ, благословен народ. Или онаа девиза која што ни беше од минатата тема, се што ќе ви каже, така направете. Послушајте, така направете. Се како што ќе ви каже. Она што го кажала Марија Богородица до слугите на свадбата во Кана Галилејска,
мислејќи на тоа што ќе им каже Исус. И сега да отвориме Матеј 6:24. Матеј 6 глава, 24 стих. Никој не може да им служи на два господара, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите ни на Бога, и на мамона. Или не можете да им служите и на Бога, и на Ваал. И на Бога, и на, не знам, трет, четврт, пети, шести, не знам колку све измислени богови може да има. Внимавајте, значи, предходно прочитавме со сето срце, со сета душа. Тоа е нагласено пред се и во Новиот Завет. Самиот Исус го нагласува тоа. Со сето срце, со сета душа. Неподвоеност. Овде вели овој стих, не можете и на двајца да ми служите. Затоа, за таа цел денеска ќе имаме да се подсетиме на еден лик, а во наредните саботи на некои други ликови, за нивната непослушност, од кој што може да се поучиме за тоа што значи и што повлекува послушноста, а што непослушноста, а подосно таму некаде понатаму, како што планирам, од луѓе кои што покажале послушност. Овој лик кој што денеска ќе го разгледаме, добро не е познат, не е ништо ново што ќе кажеме, меѓутоа, е лик кој што сакал да седи на две столчиња, односно да им служи на двајца господари, за кого што е запишено во Броеви или 4 Мојсиева 22. 22, 23, 24, тука се случуваат настаните, каде што доаѓа на сцена овој лик, овој карактер, од кого што можеме наистина да се поучиме. И да читаме од 22 глава, значи од први стих во 22 глава. Израелците се наоѓаат пред самиот влез во Ханан. Потоа израелевите синови отпатуваа и се влогорија во Моавските полиња, од таде Јордан спроти Ерихон. Валак, Сефоровиот син, виде се што им стори Израел на аморејците. Ово што очитавме предходно. Ке се плашат од вас. И стравот завладел кај Моавците. Валак е нивниот цар овде. Моав се исплаши мощно од тој народ, зашто беше многу броен. Страв ги опфати. Го опфати Моав од израелците. Не само што беше многу броен, туку тие беа сведоци за тоа дека виша сила им ги дава победите и оди со нив. Господ оди со нив. Затоа Моав им рече на мадијамските старешини, сега собираат, прават алијанса, за да се спротистават на силата на израелците. Што им вели? Сега овој народ ќе изеде се околу нас, како што волот ја испасува тревата по полето. Валак, синот Сефоров, беше моавски цар во тоа време. Значи, моавскиот цар сега прибира приврзанице. Меѓутоа, сваќа дека не можат само со телесна сила да се спротистават на Израел, затоа што очигледно е дека Израел го води некоја виша сила, па тие сметаат дека треба да побараат исто така помош од некоја виша сила. И се сеќаваат на Валаам, кој што бил познат по тоа дека значи, што тој ќе благослови, ќе биде благословено. Што тој ќе проколне, ќе биде проколнат. Значи, ни треба еден таков човек, кој што која ќе го проколне Израел, ќе растори таа нивна благосостојба, благословот ќе го изгубат и тогаш ќе ги суредиме. И Валак, значи, царот Моавски, испраќа посланици на Валама, синот Веоров во Фатур, што се наоѓаше покрај реката во земјата на Амонците, во Месопотамијата. 2 недели од прилика имало пат до таму да се стигне. Тргаат посланиците и патем одма да кажеме, Валам
како што вели Елен Вајд, некогаш бил Божи пророк, меѓутоа отпаднал, веројатно затоа што му омилеала неправедна печалба, па почнал да се бави со магепсништво и такви работи, и навистина имал голема репутација, може да се каже, затоа што бил познат како човек, кој што е читаме, да прочитаме, значи, понатаму, да не испушти само нешто, не. Го повика велејки. Значи, Вала го повикува. Еден народ дошол од Египет, еве го покри лицето на земјата и се насели покрај мене. Затоа дојди и проколни ми го овој народ, зашто е поселен од мене. Така ќе можем да го совладам и да го истерам од земјата. А знам дека е благословен оној кога што ќе го благословиш, а проклет е оној кога што ќе го проколнеш. Значи, ова е репутацијата негова. Надалеку прочен магепсник, кој што тој кога ќе каже, значи нешто, кога ќе благослови, благословен. А кога ќе проколне, е проколнато. Тоа може само Бог. Бог кога ќе благослови, благословено. Меѓутоа, еве, сакаат да се спротистават со таква сила на моките на Бога, и моавските старешини и мадијамските старешини тргнаа со подароците во своји раце за вражање. Стигнаа при Валама и му ја пренесува Валаковата порака. И пазите, Валам бил некојаш Божи пророк. На него многу добро му е познато од каде е благословот што го има Израел. Многу добро знае кој е Бог. Многу добро знае кој стои зад Израел. И им вели: но кевајте тука, па ќе ви одговорам според оно што ќе ми го каже Господ. Од старт, ако нешто знаете, дека е вака, тоа е така. Значи, треба да сосечете уште на почеток. Направете ли компромис? Потоа еден по еден компромисите се нижат и ви еден ден може нема да се препознаете. Тој им вели: останете. Кој ги видел дека доаѓаат со дарови, па дека пораката доаѓа од цар. Но кевајте тука, па ќе ви одговорам според оно што ќе ми го каже Господ. Ова е повик за искушение, поинако не може да се нарече. Како се справил, еве Исус во една ваква ситуација? На Исуса му било понудено се на оваа земја, значи да има се, да биде негов. Подосна Валак во второто идење на неговите посланици му рече: се што ќе посакаш, се ќе биде твое, само кажи. Како Исус се справил со ова? Ајде да се подсетиме во Матеј 4 глава. Искушението е огромно. Матеј 4, од 8 стих. Гјавол пак го одведе на многу висока гора и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече: ќе ти го дадам сето ова ако паднеш и ми се поклониш. А што му вели Исус? Ова е одговорот на вакви искушенија. Оди си, за Сатано, зашто е напишено: на Господа твојот Бог ќе му се поклонуваш и ќе му служиш само нему. Исус е јасен, нема двајца господари. Не може да има двајца господари по нашиот живот. Само на Господа ќе му служиш. Или во Дела апостолски 8 глава, сеќавате кај Петар доаѓа еден вражалец исто така, Симон, кога гледа каква сила поседуваат апостолите, полагаат раце, се симнуваат Дух Свети над нив и што? Вели тамо 18 стих, читаме. А кога Симон виде дека Светиот Дух се дава со полагање на апостолски раце, им понуди сребреници, пари, велики: дајте ми ја мене таа власт на кого ќе положам раце јас да го, значи тој да го прими Светиот Дух. Но Петар што му вели? Како Петар исто така се справува со едно вакво искушение? Значи сребреници, пари се опрашање. Петар што вели?
нека одат во пропаст, значи нека одат по ѓаволите, со други зборови, и ти и твоите сребреници. Зарем помисли дека Светиот Дух може да се купи со пари, ваква сила. Но, очигледно дека Валаам не сака да ја твори Божјата волја. Тоа е во старт проблемот. Тој не сака да ја твори Божјата волја. Тој сака да дојде до парите. Тој сака да дојде до подароците. Па мислам, вражалец, па денеска ги имате такви еден куп, кој што за тоа работа, за пари, не за нешто друго. И му се јавува Господ и му поставува прашање. Ова нешто како Адам и Ева кога сгрешиле и Господ му поставува прашање на Адама. Каде си, Адаме? Не дека не знае Господ. Туку сака да го освести што прави всушност. Еве колку Господ е милостив. Иако овој се откажал од Господа. Кои се тие луѓе со тебе? Зошто воопшто имаш работа со такви луѓе, со други зборови? Валам одговори на Бога, Валак се првиот син ги испрати кај мене со порака, ете иде народ, дошол од Египет, го покри лицето на земјата, дојде да го проколнеш, така ќе можем да го совладам и да го истерам. Но Бог што му вели на Валама? Не оди со нив, кратко и јасно. Не проколнувај го оној народ зашто е благословен. Точка. Не можеш ти, благословениот народ, не знам со какви магии, со какви клетви или не знам што, да му го срушиш благословот. Не можеш. Видите, луѓето околу нас се многу суеверни. Дори порано и делот тој православен народ, како делот тој православен народ, и мајка ми веруваше во некои такви работи. Некој ќе фрли магија, не знам што, па вака ќе ни се случи по такви. Секој ден се среќаваме со такви работи, може би со луѓе во комшилук. Ако вие го имате благословот од Господа, ако сте му послушни, ако ја творите неговата волја, што сакаат нека прават чорапи, не знам тамо конци, не знам ова, не знам тоа, фрлаат води по патишта, не знам што се прават. Ништо од тоа. Ништо е, овој случај гледаме дека Валам не успел, не можел да успее. И Господ му го дава до знаење тоа, џабе, му го знае срцето, знае дека му е до парите. Не оти, ништо од тоа нема да биде. Џабе ќе одиш. Но во исто време сака да поработи на неговото срце. Милост Божја овде се гледа исто така кон Валама. Наутро Валам стана и им рече на Валаковите кнезови. Погледнете го одговорот, искрено одговорот. Одете си во вашата земја, зашто Господ не ме остава. Господ не ми дава да тргнам со вас. Че јас сакам, знаете колку сакам, ама Господ не ми дава. Ќе бидеме неискрени ако не признаеме дека барем еднаш не сме се нашле во некоја ваква ситуација. Не мора да станува за пари, не ми сваќате погрешно, него било што да е. Јасно ви е дека вака е Божја волја, ама пошто си го сакате тоа, што и да е, и вие сега ќе кликнувате пред Господа во молитва и ќе, како да Господ ќе се пазари со вас, ќе можете пазар да правите со него, Господе, ама ај кажи ми ти што да правам во оваа ситуација, иако ситуацијата е премногу јасна. Нема потребно да бараме одговор. И како што кажав, искрено одговорил, одете си во вашата земја, зашто Господ не ме остава да тргнам со вас. Само да прочитам коментарот Патриарси и пророци. Искушувачот секојаш на луѓето им нуди примамлива земна добивка и почести за да ги оддели од Бога. А тој знае кој од нас на што паѓа и знае дека секој од нас има некоја одредена цена. Тој им дошепнува дека претераната совесност само ги спречува да уживаат во благосостојбата. Така мнозина се наведени да ја напуштат патеката на строгата честност. Еден погрешен чекор, вториот го прави уште полесен. А следните се похрабри и порешителни. Може би некоја сте слушнале збори да ви кажат, па ти претеруваш, па ти па ептен си. Сега за ситници се фаќаш. Внимавајте, цитатот вели, ѓаволот дошепнува дека претераната совесност не треба сега до толку. Тоа ве кочи во уживањето на благосостојбата. Меѓутоа, еден чекор, по друг чекор,
кога еднаш ќе му подлегнеш на лакомството, стремејќи се кон власт, луѓето се вика во состојба да сторат најстрашни гревови. Па денеска, мислам, имате еден куп такви во Македонија, сме заокупирани со такви вести, постојано бомбардирани, со ова што читам овде. Значи, кога еднаш ќе тргнеш кон криминал, кон, не знам, корупција, кон било што, ти утре за власт, или за чест, или за било што, па не знам што се си во состојба да дадеш. Па не ти е битна дури ни државата ќе ја дадеш, ама само за своји себични добивки. Сега вели понатаму, мнозина си ласкаат себе си дека можат за известно време да ја напуштат патеката на таа строга честност и потоа да се вратат назад. Ама не идат работата така. Опасен е компромисот. И сега, овие се враќаат назад кон царот и царот смета, овој изгледа сака повише. Повише пари, значи цената му е повисока. И доаѓаат по втор пат со поголеми дарови, веројатно. Пише о 15 стих, Валак пак испрати кнезови, помногубројни, поугледни од првите. Тие дојдоа ка Валама и му рекоа, Валак, синот Сефоров, порача вака. Не двуми се, туку дојде при мене. Ќе те наградам богато и ќе направам се што ќе речеш. Се ќе биде твое. Само ти кажи и тоа ќе биде твое. Каква понуда. Само ти проколни го, значи, народот. Но Валам му одговори на Валаковите слуги, исто многу убаво кажано, ама не знам колко е искрено. Невидено лицемерие, значи може да видиме овде кај него. Да ми ја даде Валак својата куќа полна со сребро и злато, не би можел да ги престапам заповедите на Господа, мојот Бог, за да направам нешто, било големо, било мало. Значи, не знам каква куќа полна, значи, неговата палата таму полна со злато, јас тоа нема да го направам. А во срцето му е тоа, баш тоа, сака човекот. Ќе видиме подоцна, мислам, знаеме сите. Магарицата требало да му проговори, мислам, до која лудост стигнал, до која точка, за да свати дека Господ е милостив, сака да го спречи во тие напори, меѓутоа, од друга страна, Господ остава на слободна волја. Господ почитува слободна волја. Но, вика, поминете ја и оваа ноќ тука, па да науча што уште повеќе Господ има да ми каже. Чекате. Еве, она на кој што ние може би да паѓаме, сигурно паѓаме. Господ јасно кажал, вака е, на него му е јасно дека е така, ама чекај јас да го допрашам, да може би нешто поинаку сега ќе ми каже. Може би ќе ми дозволи. Па не го врзал Господ. Господ не врзува. Господ со сила не држи да направиме било што во животот. Тој почитува нашата слободна волја. Меѓутоа, се труди да ни објасни, да ни каже што е добро, што е лошо. И во ноќта му доаѓа пак Господа на Валама и му вели. Ова разни луѓе различно го толкуваат, Елен Вајт има своје толкување. Му вели, ако тие луѓе дојдат да те повикаат, стани, тргни со нив. Но да правиш само тоа што ќе ти речам јас. Дали ова саркастично кажано? Господ знае што му е во срцето на него, знае дека толку многу сака да оди, но сепак, како што вели Елен Вајт, тој не ни почекал тие да го повикаат во вториот случај. Току самиот тргнал, што вели наутро Валам стана и стави грубо дрвено седло на својата ослица и отиде со муавските кнезови. Тој самиот тргнал. Од тука се гледа колкав голем копнеш, колкава голема желба имал да тргне и да оди. Сега кога си запнал, оди. Господ нема да се спречи. Што вели во 81. псалм, за момент само да излеземе од тука, 81. псалм. И 12 стих. Но мојот народ не го слушаше мојот глас. Израел не ме послуша. Затоа го оставив на неговото окоравено срце. Нека оди како што му се сака. Нека прави што сака. Да, Господ ќе не остави да го направиме чекорот кој што сме запнале да го направиме и покрај јасното осведочување. Но не остава, се уште е тука, се труди околу нас.
прави се, за да ни светне сијалицата. Но Божиот гнев пламна, зашто тој тргна. Па нели Господ му рече, ако те мислам тргни, иди. Ама гневот е насочен токму кон тоа, затоа што гледа дека ништо нема помалку од тој копнеш кај него, но како да се засилува уште повеќе. А иако, пазите претходно, што кажал и цела куќа со злато да вика. Значи, Валам овде кажува, Господ што ќе му каже, што ќе му стави уста, он тоа кажува, ама срцето му е сосебно на друга страна. Затоа Господов ангел застана на патот за да го спречи. Тој јаваше на својата ослица, а го придружуваа неговите два момка. Кога ослицата го забележи Господовиот ангел, значи, видете ја заслепеноста. Човек, значи, како може да заслепи. Магарицата го гледа ангелот, меѓутоа пророкот некогаш Божие не може да види од ништо. А киде, ке оди, е тргнал на пат, за да го проколне Божиот народ, да го растури благословот. Како да ќе растура некоја магија, нели? И знаеме што се случува овде. Ја тепа магарицата, таа ќе му ја стисне ногата во тој теснес таму во лозието. И на крајот, кога ослицата го согледа Господовиот ангел, 27 стих, под Валама, Валам се налути и почна да ја бие ослицата со стап. Значи, ова го налегнала, паднала врз него. Тогаш Господ ја отвори устата од ослицата. Господ може да отвори уста и на животно. Значи, не била само таа змијата, односно и ѓаволот има способноста да се послужи, како што гледаме во еден преку животно да проговори, преку змијата. Но еве, Бог дозволил да ослицата проговори и таа му рекла, што ти сторив па ме биеш веќе 3 пати? Интересно е, кој од нас да би бил во таа ситуација би бил шокиран од ова, меѓутоа Валам си продолжива да си прави муавица неа. Колко е заслепен. Ова е како една некоја приказка, македонска приказка, нели, така би изгледала настан. Нестварен, нели? Валам ми одговори на ослицата, затоа што ме навреди. Да имам меч во раката, сеја ќе те убиев. А ослицата му одговори на Валам. Зар не сум јас твојата ослица на која што јаваше во текот на целиот твој век до денес? До денес кога ти служам, верно. Значи, и тврдоглавото магаре, овде испаѓа многу по-бистро од Валам. Го подсетува на тоа дека верно му служи. Дали имав навика да постапувам вака со тебе? Значи, веројатно не била некоја многу тврдоглава магарица. Не. Значи, верно ти служев, се до денеска, вака не сум постапувала. Ајде, освести се, значи, Господ преку магарицата сака да го освести Валам. Што се случува? Значи, нешто се случува, нешто невообичаено. И тој одговара, нели, не, тогаш Господ му ги отвори очите на Валам, а тој го види Господовиот ангел. Па нели му беше јасно уште претходно? Господ му вика, не оди. Видите како човек полека може да заслепи до таму, да се помалку и помалку гледа. Значи, зошто ја биеше, прашањето е, веќе 3 пати твојата ослица му вели, значи, ангелот, па јас истапив да те спречам, зашто пред моите очи патот те води во пропаст. Не гледаш дека одиш во пропаст. Ослицата ме забележа и се отстрани од мене сите 3 пати. Значи, таа ти го сочува животот. А ти ја биеш. Често пати, ако сме заслепени, ако сме тргнали по своите желби, и може би ќе добиеме некој добар совет од нашиот ближен, а ние ќе се истуриме врз него. Како Валам на магарето, нели? Па имало такви ситуации сигурно во нашите животи. Како да тој не е крив, а Господ преку него сака да не спречи, да не направиме зло. И тогаш добриот ќе си го однесе, нели? Ќе си го добие стапот, што велиме. И тогаш Валам му рече на Господиот ангел, согрешив, не знаев дека ти стоиш на патот пред мене.
Валам не знае цело време дека Господ стои на патот. Иако му вели, нели, ако сакаш оди, ама не оди му вели на почетокот. Не оди со тие луѓе. Неверојатно. Но сега, ако е зло во твоите очи, јас ќе се вратам. Валам вели ќе се вратам. Меѓутоа Господ знае дека тоа е само онака кажано. Лицемер, навистина лицемер Валам, еден недобар пример за нас, но секако поуки еден куп имаме овде. И Господ знаејќи дека тој само така тоа го вели, а всушност од друга страна имајќи план да им покаже и на Моавците и на Мадијамците дека тој стои за нивниот благослов и дека не можат ништо, што му вели? Сепак оди, ама ќе го кажеш само она што јас ќе ти го кажам. И да скратиме. Доаѓа Валам и на 3 брда таму го носи Валак. На 3 пати се обидува. На почетокот, сега тука имате малку еден проблем во преводот, веројатно, како што забележа во Константинов, некако не е добар преводот, не знам како беше во другиот ревидиран превод, затоа што Елен Вајд во коментарите тоа го дообјаснува. Значи, најнапред, на првото брдо кај што бил доведен Валам, тој го видел целиот логор, целиот Божи народ. Значи, целиот. Во Константинов малку поинаку мислам дека стои дел, вели, па потоа целиот. Не. Поинтата е, мислел Валак дека најнапред тој се исплашил од големината на народот, па после му рекол, чека, ај, сега од тука го гледаш само дел. Дел по дел ќе го проколнуваш и на крајот ќе завршиш работа. Значи, на почетокот го гледа целиот логор и тоа така убаво устроен, како што вели Елен Вајд. Да се осведочат и Валак, да види дека Господ е Господ наред и Господ е тој кој што стои за Израел. Не е тоа некоја магија, некоја волшебна моќ, па не знам која што им помога на израелците да победуваат во битките. И Валам не успева. Место проклество, ева сега, Господ му ги става зборовите во неговата уста. Тоа е она што тој ќе го каже во првата прилика, и тоа е навистина Божиот пророк. Господ му става во неговата уста Божи зборови и тој ги кажува, ги изговара. Но овде малку и ќе кажеме можеби со сила. Но Господ има план да ја покаже силата пред Моав. Иако, пазете, цело време Господ ветил дека нема да ги чачка моавците. Да не се задржуваме сега на тоа, во тамо 2 глава негде бројови, мислам дека беше. Нема да ви ја дадам нивната земја, затоа не ги чачкате воопшто. Не било во предвид таа земја. 3 пати од 3 различни позиции. И само да видиме некои моменти кои што се значајни. 23 глава, 8-9 стих. Како можам да го проколнам кога Господ не го проколнува? Како да изречам зло кога Господ не му изречува? Зошто јас го гледам од врвот на карпите, го наблюдувам од високиот брег. Ете народ кој живее одвоено, кој не се вбројува меѓу народите. Што сака да каже со ова? Да, точно. И физички не се мешал. Меѓутоа, ова е порака до нас. Ако сакате благослов, издвојте се од неморалот, издвојте се од овој свет. Знаеме во која смисла. Ние сме тие што треба да сведочиме на светот, меѓутоа треба да бидеме издвоени, треба да живееме поинаков живот од другите, да бидеме издвоени во секој поглед. И не можам да ги проколнам. Ето тие причини. Потоа 12 стих, да, тоа што го кажува, дека тоа што ми става Господ во уста, тоа го кажува. Меѓутоа подолу читаме, ајде да не се задржуваме премногу, 18 стих. Тогаш Валам ја почна својата песна и рече, значи место проклетство, благослов, дури песни кажува, па дури месијанско пророштво ќе каже подолу. Стани, Валаку, и послушај. Послушај ме со увото, Сефоров сине.
Бог не е човек па да лаже. Ова е многу убав стих за мене, 23:19. Бог не е човек па да лаже. Не е човечки син за да се кае. Зар тој кога ќе рече не ќе направи? Зарем ветува па не исполнува? Синоќ ќе зборувавме малку на оваа тема и кажав, немаме причини да се сомневаме во Божјата реч. Се што кажал ќе се исполни. Се што ветил ќе се исполни. Ете, јас почнав да благословувам, зашто тој благослови. И јас не можам да го сменам тоа. Значи, не си ти валаме ти тој што ќе благословиш, тоа е благословено. Не. Господ што ќе благослови, тоа е благословено. Бог го изведе од Египет, тој му е нему како биволски рогови. Се извинувам. 21 стих е битниот. Не видов неправда во Јаков, ниту видов престап во Израел. Господ неговиот Бог е со него и царско воскликнување има меѓу него. Што е ова? Што кажа овој стих? Не видов неправда, не видов престап. Ете кај е благословот. Во послушноста, повторно. Благословен народ, послушен народ. Не видов престап, не видов греф кај нив, не можам да го проколнам, нема шанси. Не се прави тоа со магија. Дваесет глава, 12-13 стих. Ова е третата ситуација. Тогаш Валам одговара на Валака: зар не им реков на твоите посланици, кои ги испрати при мене, да ми ја даде Валак и својата куќа полна со сребро и злато, не можам да ја престапам Господовата повелба и да направам по своја волја, било добро или зло, оно што ќе го каже Господ, и јас ќе го речем тоа. Право вели, да, но потоа му додава и му вели, сега ќе слушнеш и што ќе се случи со твојот народ. Како ќе заврши твојот народ, и дури пророштво му кажува, место проклетството над Божиот народ, му кажува и пророштво како ќе заврши неговиот народ. Но да видиме зошто во 25 глава започнува вака. Доека Израел живееше во Ситим, народот почна да блудствува со моавските керки. Тие го повикуваа народот на жртвување на своите богови, а народот јадеше нивните гозби и им се поклонуваше нивните богови. И благословот се губи. Како? Да. Битно да се спомне. Значи, Валам не се откажал од добивката, меѓутоа пулката е: не може, ако ти си му послушен на Господа, не знам кој да те колне, не знам што да прави, не може да ти го земе благословот. Но благословот можеш ти лично да го изгубиш со престап на Божиот закон. А пак во случајот на Валаам гледаме колку Господ е милостив цело време. Со него работи, сака да им покаже на моавците дека Божја сила стои зад благословот и дека и тие, ако сакат да бидат благословени, можат да го примат и да бидат благословени. Много еден куп полуки, да скратам, на крајот би прочитал Откровение 2.14. Во пораката до Пергамската црква е спомнат Валам. Елен Вајд јасно кажува, меѓутоа еве преку стих. Откровение 2.14. Но имам нешто малку против тебе, значи пораката до Пергам, зашто имаш таму некои кои ги држат учењата на Валаам, кој го учеше Валака да ги изведе на соблазан, да ги наведе на соблазан Израелевите синови, за да јадат идоложртвувано и да подустуваат. Оно што прочитате во првите стихови од 25 глава. Кој кого учеше? Кој ги научи што треба да направат? Значи, не со проколнување, не со клетви, со магии, туку, еве како, заведи ги, наведи ги на греф, на блуд, на почитување на туги богови, оно што го кажа Господ на почетокот, и благословот го нема. Наручение. Послушен народ
благословен народ. Послушен јас, послушен вие, послушни вие, благословени. А ако не сме послушни, тогаш нема благослов. Тогаш доаѓа другиот дел, што не сакам ни да го спомнам. Не Валаам, не било кој друг. Ако сте со Господа, ако Господ е со вас, кој ќе биде против нас? Римјаните 8 глава. Не може никаков народ, не може никаква сила. На почетокот прочитавме. Ќе газите се пред себе, ќе се плашат, ќе бегаат од вас. Кај ќе стапне ваша нога, тоа ќе биде ваша. Но ако сте послушни, ако ги слушате заповедите, нека Господ ни помогне, навистина сите ние сме со своји слабости, да му се продадеме целосно и да го слушаме, да го почитуваме, да живееме од секој збор што доаѓа од неговата уста. Амин.